дојде некој инцидент кој ќе загрози безбедноста на публиката и на актерите во играта. Јас мислам дека за тоа не ќе дојде. И Вардар, и Пелистер, а и сите други имаме едно одредено искуство во организирање на такви спортски надпревари. Мислам и публиката треба да биде на висина дека сега се организира за прв пат нашата држава организира едно вакво првенство. Од 9:0 фудбалерите на Вардар теоретски обезбедија титулата фудбалски шампион на нашата држава. Иако до крајот остануваат уште 7 кола, бодовната разлика која изнесува 16 бодови пред второпласираниот Пелистер им дава гаранција на црвено-црните дека и доколку ги загубат сите надпревари до крајот на првенството, првото место нема да им биде загрозено. На Република Македонија. Еден неодигран, еден прекинат надпревар и полни раце работа за членовите на надпреварувачката комисија при Фудбалскиот сојуз на Македонија се главните карактеристики на 34-тото последно коло, кое според редоследот на настаните се чини го доби несаканиот епилог. Во Битола уште еден навивачки срам на смртните непријатели, чкембарите и комитите. Се чини овие две навивачки групи никако да ја поделат правдата. Иако раководството на фудбалскиот клуб Вардар донесе одлука навивачка група да не патува, 100 самоорганизирани комити сепак заминаа за Битола. Кој и како ги организирал, уште не е познато. Се знае само дека во судирот меѓу полицијата и чкембарите има повеќе повредени на двете страни, а скоро половина стадион е демолиран. Според информациите на нашиот дописник од Битола, се започнало на 40 на минути пред почетокот на надпреварот, кога чкембарите започнале да фрлаат димни бомби, ги палеле навивачките знамиња и дрвените клупи. Сепак, тензијата кулминирала во моментот кога на стадионот се појавил навивачкиот караван од 100 комити што предизвика револт кај домашните навивачи. Сепак, полицијата успеа да направи кордон помеѓу навивачките групи, па некако навивачките страсти се до завршувањето на првото полувреме од останатите фудбалски надпревари биле смирени. Тогаш 100 навивачи влегле на теренот и предизвика невиден хаос на нашите фудбалски терени. Епилогот е познат, надпреварот не го доживеа почетокот. Во Кочани, во директниот судир на екипи кои играчевито се борат за опстанок, судиската свирка не успеа да отсвири крај. Надпреварот Осогово Брегалница е прекинат во 83-та минута при резултат 2:1 за гостите, екипата на Брегалница. Играчите на овој клуб, незадоволни од одлуката на судијата, досуден е пенал за домашната екипа, неспортски реагираат, па така овој надпревар за жал ќе биде доигран во друг амбиент. Останува Часот ситуацијата се смири, меѓутоа фудбалерите не се појавија на теренот. Минаа 10 минути па и половина час, но кога на другите терени веќе заврши првото полувреме, на стадионот Потунбекафе почна невиденото. Веројатно веста дека средбата сепак нема да се одигра, меѓу навивачите стигна брзо. Тоа ќе биде искористено за помирување на навивачките и воинствено расположени групи и дека ќе биде сторено се да се елиминираат ваквите појави. Пренесени во комитите, да. Тие излегле според некои јавувања, излегле кога дошле на теренот почнале веднаш да ги навредуваат. Ние кога пристигнавме, околу 16 часот и 30 минути комитите беа мирни. Немаше навистина никакви провокации, немаше никакви навредувања, со тоа што чкембарите си продолжија да дивеат. Ја демолираа комплетната трибина, немаше навистина никакви провокации и мислам дека и без разлика што комитите беа присутни на овој меч, по оние изјави, по оние коментари на овие млади луѓе се однесува на битолските навивачи. Стадионот од страна на чкембарите и неможењето да се излезе од него. Колку тоа траеше, како изгледаше? Па тоа траеше од 18 часот и 15 минути до кај 21 часот и 15 минути, кога ние успеавме да го напуштиме стадионот. Значи 2 часа. А за тоа време бевме точно во канцеларијата на делегатот кој што го составуваше извештаот. Ги имаме и тие инсерти. Би ја молил режијата сега доколку може да ги прикаже тие инсерти. Да изврти малку. Да се изврти каседата, да се промени.
беше, почитувани гледачи, до овој момент закажаниот, би рекол, огромет пир на веселба на навивачите на шампионот. Поздрав на есенскиот шампион од верните нивни навивачи, комити, договорен со управата на клубот, со делегатот на надпреварот, со главниот судија, да се испукаат овие димни бомби, петарди и слични експлозивни материи пред почетокот на второто полувреме во еден збиен термин од неколку минути, за да може во понатамошниот тек од надпреварот се да биде да протече во една нормална атмосфера и во едни безбол. Ги замолувам да видите да го ослободат теренот, ги замолувам да видите да го ослободат теренот. А сега, драги други на теренот, покажувам интерпретатор, кој се користи и песната Душе Световски. Побегува од титола, оден се весоке, дека сега не се Македонија за јасен.
и мистер Балкановски, добро да пregува финалистите кои се наводачи, да бидат финалирани на успешните средства. И тоа е една величествена атмосфера. А сега младата футболна интерпретаторка Елена Георгиева и